Отворена и јавна војна се води помеѓу ВД градоначалникот на Кочани Венко Крстевски од една и најголемиот дел од угостителите од друга страна. Причината е одлуката на Крстевски и угостителите да ги урнат нелегално изградените објекти, која тие не ја испочитуваа засега, а тој да ги извести дека објектите ќе им бидат урнати, а трошоците фактурирани. Сакам да ја запознаам јавноста на корисниците на диво изградените објекти. Им беше дадено рок од 30 денови сами да ги отстранат дивоградбите. Бидејќи тоа не го сторија, општина Кочани ќе пристапи кон отстранување на истите и корисниците на дивоградбите ќе добијат фактура за трошоците настанати при отстранувањето, која ќе мора доброволно или присилно да ја платат. Соопшти Крстевски. Освен фактури за трошоци, Крстевски се закани и со прекршочни и кривични пријави, кои значат висока глоба и одредби со казна затвор. Со скрстени раце нови предизвик не останааните угостителите на Венко Крстевски и му вратија дека сака да гради кариера врз трагедијата и дека ова е политичка агенда, преку којато има амбиции да стане градоначалник. Во јавното обраќање меѓу другото, тие велат: за секој потек кој бил превземен од нашата општина во врска со угостителските објекти е известена општината. Таа месечно ни наплаќаше по 100.000 денари, а всушност површината на која се наоѓаме, ние како угостители е во собственост на станарите. Со целосна морална и кривична одговорност тврдиме дека ги исполнуваме сите услови и стандарди и дека тие манипулираш јавноста во многу случаи. Објаснуваат угостителите. Ова се само дел од меѓусебните обвинувања на релација вршител на должност градоначалник Венко Крстевски угостители. И сега прашањето е: кој ќе биде следниот чекор од едната и од другата страна? Венко Крстевски влезе во коалиција со градоначалници за кои тој рече дека се успешни, но наспроти себе има гневни граѓани и угостители. Каков епилог ќе има приказната, ќе се знае деновиве.